Буџетот за 2015 од денеска е во собранието. Во наредниот период ќе го разгледуваат пратениците. Владата проектира раст на економијата до година, понизок буџетски дефицит и инфлација до 2%. Гостин во првиот дневник е вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Министре, проектиравте повисоки плати и пензии. Има ли кондиција буџетот да го издржи овој товар? Па ние внимателно направивме пресметки пред да го донесеме на влада буџетот. Се консултиравме со Народна банка, макроекономскиот сектор во Министерството за финансии и исто така со сите министри и врз база на случувањата во Европа моравме да бидеме внимателни. Од друга страна ги имавме предвид и состојбите во македонската економија, така да со такви прецизни пресметки утврдивме дека можеме да зголемиме плати, пензии и социјална помош и точно во кој период можеме тоа да го направиме. Платите ќе се зголемат сега, во октомври, ќе има зголемување за 4%, со тоа што исплатата нели за октомвриската плата е во ноември. Потоа во јуни следната година следи зголемување од 5% на социјалната помош и во септември следната година се зголемуваат пензиите за 5%. Со сите овие зголемувања буџетот ќе остане во зоната на финансиска стабилност, односно проектираниот дефицит нема да биде повисок од 3,5%. Капиталните инвестиции остануваат во фокусот. Кои се инфраструктурните проекти за кои ќе бидат одвоени најмногу пари со овој буџет? Освен поддршката на граѓаните, што се прави преку зголемувањето на платите, пензиите и социјалната помош, буџетот има силна развојна компонента, односно одржување на високо ниво на капитални инвестиции. Тоа се покажа како добра политика и во изминатите години, бидејќи го помага градежништвото и индустријата во Република Македонија и е основа за резултатите во однос на порастот на бруто домашниот производ. И следната година ќе имаме реализација на значени стратешки инфраструктурни проекти, како што е изградбата на коридорот 10, автопатот од Демиркапија до Смоквица, исто така реконструкцијата на железничката линија на коридорот 10. Ќе се реализираат проекти во делот на изградба на болници, клиничкиот центар Мајка Тереза, регионалната болница во Штип, во Тетово, во Кичево и други. Ќе има инфраструктурни инвестиции во образованието, изградба на основни и средни училишта, како и водоводи и канализации, локални патишта, се она што може да помогне за подобар живот на граѓаните во Република Македонија, но и за посилно стопанство. Многу земји од Европа се сочуваат со криза во своите економии. Негативни сигнали доаѓаат и од европската економија. БДП-то за последниот квартал е 4,3%, што е охрабрувачки сигнал. Колку македонската економија ќе остане имуна на тие негативни трендови кои доаѓаат од Европа? Секако добро би било европската економија да е посилна, меѓутоа она што се случува таму заради политичките тензии во Украина има одраз врз резултатите на европската економија. Но ние покажавме дека и во такви околности со добро поставени политики, со високи капитални инвестиции и привлекување на компании во слободните економски зони кои што извезуваат производи од Република Македонија, можеме да се справиме со тие предизвици и врз таа основа верувам дека и во следниот период ќе успееме да одржиме високи стапки на економски раст. Вториот квартал од оваа година Република Македонија има втор највисок економски раст во Европа, само Велика Британија има повисока стапка на економски раст, што покажува дека имаме добра поставена здрава основа на економските политики и верувам дека и следната година проектираниот раст од 4% е остварлив, а со тоа ќе се креираат нови работни места, односно ќе се продолжи со трендот на намалување на невработеноста, што е нашата крајна цел. Благодарам што бевте дел од првиот дневник на МРТ.